Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секој понеделник, точно во 17:10 сме тука, се со цел да ве информираме за сите проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Така ќе биде и во оваа емисија. Оваа нова сезона за прв пат ќе говориме нешто поврзано нели со видот, со очите, а темата ќе ни биде, значи, какви видови на леќи се вградуваат кога се прави операција од катаракта на очи. Нормално ќе кажеме што е тоа катаракта, а ќе спомнеме нешто и за очниот притисок. За оваа денешна тема одговорен доктор е доктор Наум Трпеновски, кој што е очен хирург и ни доаѓа од ProMedical очната клиника, која што се наоѓа во центарот на градот. Меѓутоа, подоцна малку ќе го поздравам доктор Наум. Од режија би побарала да ги пуштат оние покровители кои што се на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, на кои сум им многу благодарна и за кои што од еден од покровителите имаме едно изненадување денес, ќе го кажам малку подоцна и потоа ќе се вратиме повторно во студио. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки и спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Да, почитувани гледачи, како што знаете, ова се покровителите кои што доделуваат нели за оние кои што ќе сакат и ќе се јават прегледи и кај доктор Симона и кај доктор Наумовски, а денеска за оној кој што ќе се јави прв, еве имаме подарок и од Ербено Били. Ова се серен вин капки. Само да прочитам, значи, за што се. Значи, се користат за релаксација, стрес, анксиозност, несоница, односно за ментална благосостојба. Ете, оној кој што прв ќе се јави во програма и ќе се приклучи во нашиот разговор, ќе ги добие на подарок овие капки и ќе може да се ги користи во секојдневието, има и упатство како се употребуваат и ќе ми биде многу драго еве некој денеска да се јави и да ги добие на подарок. Да го поздравам доктор Наум, добре дојдовте за прв пат во 10-та јубилејна сезона. Драго ми е што сте овде и нормално како и секогаш зона што вие најдобро го работите, а тоа е вградувањето на леќите во случај нели кога ќе се добие катаракта. И како да досега работите, кога бевте последен пат имаше многу, како да кажам, една цифра која што беше солидна. Како стојат сега работите? Сега стоиме уште подобро. Уште подобро, така. Така да надминуваме бројката од 1000 вградени, да кажам, леќи. Она што е поново е што наша поголема бројка во работата веќе ја чинат тие мултифокални леќи. Тоа се леќи со кои се постигнува добар вид и на блиску после операцијата.
бидејќи во главном лечите се на две големи групи се делат. Група со која се добива постоперативно добар вид надалеку и група со која се добива добар вид надалеку, но и на блиску, без очила. Така. И веќе луѓето, поголем дел од нив, сакаат веќе да имаат тоа удобност, да и наблизу ги на еден начин тргнат нивните очила, заедно со операцијата на катаракта. Значи. Така. Каква е глобална состојбата со катарактата? Па, таа е најчеста операција во светот, значи секаде тоа представува најчеста хируршка интервенција и кај нас и било каде во светот, така да околу 33% се кажува дека има од популацијата катаракта, веќе многу се милиони, некои викаат и 50, кои условно имаат слепило од катаракта, во тоа се мисли на луѓе кои не се оперираат катаракта или кои во моментот имаат. Иначе, како причинител за слепило не би била, бидејќи таа е, доколку се оперира, сепак работа која е решлива, која се решава. Ако не се оперира, само би се намалил видот или сепак би можело да дојде до целосно Па би се намалил видот полека целосно. Од да речам 70, 50, 30 на крај нема воопшто да гледа. Во поранешните, да речам, методи беше дека мора до крај да созре таа катаракта или перде за да се вади. Сега се вади во оној момент кога ја има. Колку побрзо се таа катаракта на еден начин реши, извади, со било која од овие лечи кои ги спомна, било монофокалните, било бифокалните, било трифокалните лечи, важно е пациентот да се оперира. Со која од овие лечи одлучува самиот пациент, а голем дел во тоа има и лекарот во своите препораки, што би било најдобро за него, бидејќи се земаат мерки при самата операција и при тие мерки се гледа потоа кој тип на леча, дали монофокална, бифокална или таа трифокална е за него најдобро, па потоа на едно заедничко, да кажам, задоволство или договарање се одлучува пациентот и лекарот и се извршува операцијата, во истиот ден си оди. Често прашање за овие лечи кај пациентите е дали тие траат доживотно. Значи, тие траат доживотно, не се разлагаат, не се на еден начин, да кажам, губат, туку и по производител, и по сертификат, и по долгогодишно искуство, и мој и на било кој во светот, тоа е вечна, да кажам, промена. Се разбира дека колку е лечата поквалитетна, од пореномиран производител со пореномирани карактеристики, тие ги викам премиум лечи, тоа е подобро за пациентот. Ајде тука ќе се обратиме до нашите гледачи. Значи, кажав, говориме за проблемите со очите, поконкретно за вградување на леки, кога веќе ќе се добие катаракта на очите. Секако тука денес е доктор Наум со нас за она што вас ве интересира и ако имате некое прашање или нешто поврзано со денешната тема, слободно може да не искомуницирате и да се приклучите во нашиот разговор. Доктор Наум, ајде вака да почнеме пред со симптомите. Кои се симптоми на катаракта, бидејќи кога станува збор за очите, некако може и некои симптоми да се преклопуваат за одредени заболувања на очите. Па кои се тие кои што се баш специфични за катаракта? Кај катарактата симптомот е релативно едноставен и тоа е замаглување на видот. Значи, не се меша тоа со некои црвенила, солзење на очите и други, да кажам, симптоми кои се поскриени. Катарактата има релативно едноставен симптом на кој помислуваме, тоа е во почетокот замаглен вид, а потоа и големо намалување на видот. Значи првично замаглувањето веќе треба да... Тоа е и катарактата за самиот диагностичар. Лекар е доста, да кажам, благодарна, бидејќи се гледа. На самиот микроскоп се гледа. Нема потреба од анализи и некои искуства, предпоставки, конзилиарни. Значи, диагнозата е едноставна. Да, видлива. Вие со самиот преглед веќе можете да констатирате дека станува збор за тоа. Така. Видлива е и веднаш на пациентот може да му се на еден начин предложи дали е тоа, би можело, обично сите знаат, сакаат да знаат дали тоа
малку би можело да почека, дури прашуваат дали на зима, дали на лето да ги завршат своите обврски, но Така. катарактата треба да каже кога да се оперира, а не другите животни обврски на пациентот. И обично им кажуваме дека тоа треба брзо да се заврши. Се превземаат тие предоперативни снимања кои се важни и како по протокол влегуваат и во закон, но и мора да се направат. Се снима што има позади замаглената леќа на човекот, се снима со ехо, потоа со компјутерска томографија на око, се снима макулата и нервот и со тоа добиваме еден увид во ситуацијата и знаеме на пациентот што може да му ветиме. Бидејќи ако постојат промени позади таа катаракта, Тогаш не може да се тогаш направи? не може, или се кажува дека после операцијата на катаракта следи некое конзервативно, значи терапичко долготрајно лечење или е потребна некоја втора оперативна интервенција. Доколку се позади е како треба, се земаат после тоа мерки на окото, тоа се вика биометрија, и после тие мерки се гледа кој број на леќа треба да се стави кај пациентот. Ги добива предоперативните упатства во кои пишува што треба да прави пред операција, тоа се 2 вида на капки кои треба да ги става, потребно едно ЕКГ, една крвна слика, му се објаснува текот на операцијата, да биде информиран, колку трае, дали боли и веќе се превзема активност кога пациентот да дојде во кој ден и во колку часот. Истиот ден операцијата се извршува. Така. Обично пациентот си заминува половина час после операцијата и обврска веднаш добива утредента да се појави на првата постоперативна контрола. Така. После тоа веќе втората контрола е далечна, некаде по 30 дена, и тоа е во повеќето случаи и завршната контрола што се однесува до оваа болест. Тога евентуално се одредуваат некакви или никакви наочари и со тоа во суштина завршува процесот на лекување на пациентот. Нема ограничување пациентот ни еден ден после операцијата, освен да става капки, тоест терапија. Одамна се, да кажам, падна тиете во вода, тие дека не може да креват тешко, да се движи, да лежи. Значи тоа нема никаква Тоа врска нема. веќе. Тоа Така. беше во минати времиња, кога Порано, имаше кога било- конци, Така. кога тие конци можеа да настрадаат, да пукнат од напор и све. Сега нема конци во самата Сега се интервенција. ласерски Да. претпоставувам. Многу е одговорна операцијата, но во суштина се работи за една рутинска интервенција. Така. Дали се уште исто ги снимате сите пациенти па им го давате CD-то после тоа? Да. Уште ви е во практика? Да, тоа е тоа што ние го имаме во, да кажам, единствени од овие бивши југословенските републики. Тоа се вика QR код и тоа е на еден начин гаранција за нашата работа. Веднаш, 10 минути после интервенцијата, на самото отпусно писмо, пациентот има мала една коцкичка од сантим и пол на сантим и пол, клика со неа со телефонот и веднаш може да ја види собствената интервенција, во која доста, да кажам честно, од наша страна и фер, се гледа што сме работеле, дали по правилата сме работеле, што е све вградено, ако сме имале проблеми, дали се тие проблеми реално искрснале. Така тоа во суштина една доста добра работа и за самиот лекар кој работи, да се види на каква тешкотија и самиот налета при самото работење, а и за пациентот да види што е работено, затоа што често добиваме прашање дали има гаранција за тоа. Гаранција нема. Гаранција има само за тоа дека нашата работа ќе биде по правило работена, онака како таа операција секаде во литература има фази и дека тие фази така следеле и дека се направени како треба и дека ние знаеме работата, долго се работи на таа проблематика, конкретно јас,
и дека совесно ќе работиме. Точно е дека тие операции во огромен процент, 99 можеби проценти се успешни, но реално е да се каже дека опасности постојат, пред се од инфекција, значи интраоперативна или дома, пациентот сепак Да, затоа треба да внимаваат, тоа сакав сите да тоа треба да го остварат. И реално другите компликации се од страна на хирургот, не од пациентот. Пациентот главна одговорност што има да не дојде многу касно за таа операција. Да, тоа сакав да прашам, кога е веќе доцна за дали само кога кога позади е оштетено? Не, кога пациентот на оние наши табли оптотипи ние што ги викаме, гледа до 4-тиот ред, тоа веќе алармот е уклучен, а кога не може повише од 4-ти ред, значи тогаш треба веќе да не дојде. може. Со самиот ковид и големото заостанување на бројот на Доста, интервенции, веќе цела година имаме катаракти кои се надвор од тие вообичаени рамки. Кои што веќе не може да се оперираат? Не, и нив ги решаваме успешно, но потребно е поголема количина на ултразвук и периодот на опоравак тука е поголем. Пациентот е загрижен некое време како ќе биде. Ние по голем број на контроли, поголем број на терапија, но во принцип и тие на крајот завршуваат со да кажам среќен крај. Сепак ова технолошка индустрија во еден дел, барем во тој дел, е доста благодетна. Имаме доста софистицирана опрема, а и овие што ги раскажував, самите лечи се, посебно еве сега генерацијата на лечи што вградуваме, се викаат паметни лечи, тоа значи дека тие веќе ги немаат тие мултифокални лечи што ги ставаме или се во огромен дел намалени нивните недостатоци. Во главном тоа беа некои обриси дупли околу светлата кога возат или гледаат, бидејќи кај тие бифокални, трифокални лечи се диоптрите во концентрични кругови. Една, друга, трета, четврта, петта диоптрии. И вака е се во ред, но навечер кога се расшири зеницата, на темно се шири, тогаш тоа многу широко поле дава мали неправилности околу светлата, кој ги гледа некој посебно ноќен, да кажем, возач. И некојаш луѓе на тоа тешко се навикнуваат, иако се работи за доста совршени, скапи лечи кои гледаат на сите да лечени добро, но новите лечи се рефрактивни, ги нема тие концентрични кругови и конечно падна, да кажам, и таја на еден начин нелагодност од страна на операцијата и може да веќе и ние од наша страна гарантираме дека ќе ги нема тие, да кажам, негативности или стручно халуа. Тоа се викаат. Ајде да кажеме збор два за леките, значи кои се карактеристиките на така наречените жолти леки? Доста е популарна жолтата леча веќе долги години кај нас и луѓето на еден начин доаѓаат и кажуваат дека сакаат жолта леча. Самите лечи можат да бидат хидрофилни и хидрофобни. Хидрофобните се да нијанса поквалитетни. Така. И тоа е основа за квалитетот на лечата, дали е хидрофилна, хидрофобна, бидејќи хидрофилните прават повеќе така наречени вторични катаракти. Така. Втора карактеристика на, да кажам, на квалитетот на лечата се заштитните филтри. Тоа треба да има два филтри најдобро, за ултравиолетовата светлина која има насекаде околу нас и за плавиот дел од сончевата светлина. Природната леча која имаме во нас ги има двата филтри. Така е создаден човек. Ред е кога се извади некоја леча природна со два филтри и да се стави леча со два филтри. Вториот филтер или плавиот филтер е тоа жолтото во таа леча која треба да го содржи. И затоа ние им нудиме поевтина, да кажеме, варијанта на операција со леча која има само заштита од ултравиолетовата светлина или со двата филтри. Тој филтер, блокирајќи го плавиот дел од светлината, кој е штетен,
влегува позади плавата светлина и не во еден ден. Години полека го нагризува очното дно и прави дискретни, нежни штети. Ако се стави тој филтер, тогаш тоа е блокада на тој дел од светлината и пациентот, посебно пациентите кои имаат проблеми со задниот дел на окото, дијабет, на кој им е веќе оштетен. Ние веќе сме на еден начин должни да им го предложиме тој филтер. Кај другите тој филтер и таа жолта леча може да се каже дека е перспектива. Не би било лошо, а кај овие другите кои веќе имаат такви промени, би морало да се тоа стави. Така да добро е доколку пациентот е во можност при голем дел случаи да се одлучи за таа жолта леча. И ние редовно ги имаме во нашата, да кажам, таа програма и може се каже дека тоа ни е и основниот производ, тие мултифокални лечи на нив жолти, на нив, ете, да кажам, и може се каже дека сме направиле на нив еден вака, еден пробој, што би рекле, една добра работа, видејќи мал број се на фирмите што се ориентирани на такви лечи. Дали после вградување на вакви лечи, кога станува збор за катарактата, треба посебно да внимаваат или заштитени се од секаков вид на светлина? Од интензитетот на самата светлина, значи од сонцето, нема да биде тако. Пример, тие имаат плави очи. Плавите очи се поубави, ама се како светла завеса, пропуштаат. Темните очи се како темна завеса. Нив светлото ќе им смета, затоа се сончеви наочари. Македонија е земја на сонцето. На знамето ни е сонцето, телевизијава се вика сонце, се е сонце. Така да многу сонце има. И мора да се ставаат сончеви наочари, ако му смета сонцето. Ако на пациентот не е осетлив на сонцето, самата леча ќе го штити од штетниот дел од сончевите зраци. Од ултравиолетовиот и од плавиот, ама не од интензитетот. Интензитетот ќе му смета, нема да му е пријатно. Значи, така да тој ќе има заштитата, али ете, сончевите наочари во Македонија се многу потребни. Во секој случај не сме ние енглеска и данска. Така, со оглед на тоа и дека веќе нели долго време имаме озонска дупка, па уште повеќе тоа е влијанието е поголемо на сончевите зраци, пошто повеќе треба да внимаваме. Кои се останатите предности на овие леќи, освен тоа што говоревме нели дека не штитат од различни УВ зраци, светлини? Кои се други тие предности кои што ги имаат овие жолти леќи? Овие што ги имаат тие жолтите лечи, тоа е и тоа што се вградуваат низ мал отвор од 2,2 мм. Тоа значи дека тоа брзо зараснува и пациентот може премногу брзо дури за 24 часа да се врати на своите секојдневни обврски, од утре ден е тој способен да работи таа работа. Истите лечи се фабрично ставени во апарат и после само се вбризгуваат како да кажем како една цигара во окото која се витка, се става и се во окото и тоа сама се отвара. Но веќе новите лечи, ние само нив ги користиме, се фабрично ставени и не мора ние да ги поставуваме во апаратот по кој после ги вградуваме во очите. При тоа добиваме време, но и сигурност дека нема човечка грешка при тоа ставање на лечата, бидејќи тогаш може да дојде до оштетување на лечата, оштетување при нивно ставање и многу е важно да се тие фабрично веќе поставени во апаратот, тоа е мал миниатурен апарат во кој тие се вградуваат и со тоа се многу постерилни, многу е посигурно тие да се ставаат и многу е за пациентот многу побезбедно. А и малиот отвор низ кој ги вградуваме 2,2 мм е премногу добар за да спречи влез на инфекција, бидејќи брзо зараснува, премногу е мал отворот, а и тој мал отвор постоперативно дава многу мала постоперативна диоптрија. Поголем отвор на окото низ кој се работи, поголема диоптрија постоперативна е неизбежна.
порано кога опериравме класично ги отворавме 20-25 милиметри окото. А сега само 2 милиметри, дури Тоа е веќе навистина, да, голема да, разлика. малку. Така да вистински има тие лечи предности. Само и состав на материјалот, хидрофобноста на овие лечи, тоа значи дека тие предизвикуваат помал процент на секундарни катаракти. Така. Во просек мора да се јават околу 20% од 1000 луѓе, 20 да имаат по година и пол до 2, така наречена вторична катаракта. Таа не се оперира со вадење и ставање на леча, него со еден ласер само малку се прочистува. Тоа е троп или 2 или 5 минутна интервенција, но подобро е човек да не е во тие што се јавила катарактата, уште подобро е. Колку поквалитетна, да кажам, леча еве овие бифокални лечи, мултифокални, па хидрофобни да се, па да има жол филтер низ малрез и фабрично да се поставени во апаратот. Ајде, имаме гледач на линијата, го вклучиме. Добра вечер. Дали се слушаме? Да, Кој се јавува? од Тетово, од село. Од Тетово. Добро. Ние, бидејќи сте прв гледач, јас би сакала да ве прашам, имаме еден подарок. Нашиот покровител Ербенобили, значи тоа се капки Сереновин за ментална благосостојба, за стрес, за несоница. Дали би сакале да ги добиете? Не, прво сакам да го прашам дали е од Тетово или од Скопје или од каде, доктор. Докторот? Јас по мајка сум од Тетово, од Лешок, а по татко сум од Струшко Вевчани. Ординација? Молим? Ординација државна или приватна? Не, приватна, тоа е кај Рамстор, промедика офталмологија, во центар Рамстор, трговскиот центар Рамстор, кој се наоѓа во центар на град Скопје. Друго некое прашање во однос на темата имате? Па сакав да го прашувам, чим ни е ординанца од тука, на кое време, до колку време работи? Ние работиме прва смена од 8 часот до 15 часот. Работиме многу очни болести, но главна специјалност ни е Операција на катаракта. Да, иначе ги работиме и многу други и диагностики и болести, така, повелете ако. И во амбуланта државна работите, нели? Не, приватно само работам. Само приватно. Да. Ако ви интересира бројот, јавете се после емисијата, ќе го добиете бројот, па ќе можете да искомуницирате директно, за да, нели, ако немате некој прашање во однос на темата, да не одземаме од времето. И ако не сакате да ги добиете капките, имате ли нешто друго да кажете? Може да го бројот да го добиеме. Може да јавете се после емисија, ќе ви го дадеме бројот. Океј, фала. Пријатно, благодарам. Значи, стигнавме до овие леките за кои што говоривме, за жолтите леки, ги кажавме сите нивни предности, нели, што ги имаат. Ме интересира само кога веќе одлучувате за вградување на леки, бидејќи некој, нели, претходно можеби не гледал и носел некој диоптер, дали сето тоа исто се регулира со вградувањето на леките? Во голем број се регулира тоа, во голема мерка, да кажам. Без наочари, потоа видот им се враќа онага како што и треба да носат наочари. Ние сме во ретките што го имаме, така се премногу работа и не мора да работите, ги украсуваме, им кажуваме на пациентите дека треба да знаат дека го пишува во нашето упатство дека идеална операција со 0 диоптрија не можна. Тие добиваат мали диоптрии и добиваат многу добар вид. Но многу добар вид е 5/4, 4/5, за апсолутна 0 е неможна и тоа луѓето кога им се каже го прифаќаат, бидејќи не е во ред да им се каже дека сето тоа ќе дојде на некоја апсолутна 0. Но 90, да речам и 7% од пациентите кои ги оперирам, точно е дека не носат наочари. Така. Но гледаат 90%, 95%, не до 100%, но тоа зависи од занимањето. Дали е ночен шофер, дали е ловџија, дали чита телевизија со текст или без текст. Она што е нив најважно е да тиете дојдат до тие бифокали или трифокали. Тоа ја викам ги подмладуваме, ги враќаме на 40 години, 45, бидејќи почнуваат да читаат наблизу.
Така. И тоа нив им е така една весела работа, доста атрактивна, дека ете он веќе наблизу нема да носи. Мислам дека од тоа се барем за сега некако уште повеќе задоволни. Од и долги години, почна на своји 45 години, сега ете да речем на 65-70. Така. Носеле на очари и некако го ценат тоа да ги снема тие очила. Но имаме и клиентела, еве денеска беше пациентка која цел живот е со очила и таа не би сакала да се види поинаку, се навикнала, Така, да, сака тие да се носи на очари сродиле со понатаму, низиното да. лице, а прават уште поубава и некои луѓе едноставно викаат не, јас сакам да си Да имам останат некои од на очари. очарите. Ајде да слушнеме кој се јавува следен. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Добро вечер. Дали го имаме режија гледачот? Најверојатно се исклучи, еве повторно. Значи, секогаш кога ќе не барате, за да можеме да искомуницираме убаво во студио, ќе треба да го намалите гласот на ТВ приемникот и нели да не слушате преку слушалка, за да можеме да се разбереме. Обично секогаш се прават грешки, можеби Да. нели повозрасни луѓе не бараат, па не можат тоа да го осознат, меѓутоа еве за сите кои што сакаат да завртат и да не добијат, намалете го ТВ приемникот, значи гласот и ќе не слушате на слушалка и горе од режија и мене овде во студио заедно со докторот. Доктор Наум, кога станува збор за катарактата, претпоставам дека тоа е поспецифично за повозрасната популација. Да. Обично после која годишна возраст Па, се јавува? во главном тоа доаѓа, има 55, 60, па нагоре години. Постои кај помладата популација, доста млади луѓе имаат, но далеку помалце од другата популација. Кој би бил најмлад пациент што сте го оперирале од катаракта? Јас тоа додека работе во воената болница, 8 години беше на двете очи, така да тие беа две мои први, да кажам, и први деца по оваа метода оперирани во Македонија, Значи, дечиња. 8 и 11. Постои кај бебиња катаракта. А со што се јавува кај нив на толку рана возраст? Вродена е, Вродена е, и добро. тие се оперираат, бидејќи ако не се оперираат не може да се развие центарот никако за вид. А сложена им е додека се увиди дека е така, додека се измери бројката што треба да се стави кај нив. Самата интервенција не е сложена, за нив најважно е анестезиологот и тие морат да се работат, да кажам, во општа анестезија. Така да младата популација не е катарактата, кај нив е, да кажам, главна потребата за, еве тоа, е сега мојот, да кажам, нов, да речам, таргет во мојата работа, тоа е операциите на диоптрија со тие ласери што ги нарекуваат. Така. Тоа е кај луѓе од 20 до 40 години, веќе Оние кои што не сакаат да носат да очила. носат очила. Так, сакаат Нив ги регулираме сега. Со- Ете, со со таа леќи. нова некоја метода се вика без допир. И Така. еве ја баш сега утре одам и задутре во Нови Сад на некој мали Еве, може да го усовршување. слушнеме гледачот, да, Да, па да повелете. видите што Ало. понатаму ќе. Добро вечер, кој се јавува? Добро вечер, добро вечер. Едно прашање до докторот. Повелете. Ме интересира дали со фондов работат. Па со оглед на тоа дека е приватна ординација, не работат со фондот. Не, во Значи тоа оди се на приватно. да, фондот Дали сте заинтересирани за операција или за преглед? Колку би коштала една операција на катаракта? Па сега не знам дали можеме ние вака преку јавно да го кажеме тоа, најдобро да се јавите после емисија и јас би ве прашала дали би сакале капките да ги допиете на подарок од нашиот покровител. Ова е за стрес. Како ќе добијам од Охрица, јас како А, од Охридсте. Па може некој да ги подигне во ваше име ако доаѓа во Скопје. Не знам, немам кој таму така, немам. Добро, добро. Добро. Значи, јавете се после емисија веднаш, ќе биде тука докторот, па лично ќе искомуницирате, не би било нели во ред сега да кажуваме јавно Добро, цени за добро, за оперативни благодариме. зафати. Благодариме што се јавите во секој случај. Доктор Наум, очниот притисок има ли улога во појавата на катаракта, бидејќи многу е честа појавата?
За од очен притисок не може конкретно да се појави катаракта, но може од катарактата да се појави очен притисок. Така, значи Кога катарактата таа може да презре- го предизвика. Таа кога зрее, кога да кажам се замаглува и се зголемува леќата на човекот, природната леќа, бабери. Добро. И нормално ако таа била одредена димензија и мало се здебелила од катарактата, веднаш тоа е поголема маса внатре има во окото и таа може да биде причинител за тој притисок. Тоа е под број 1 и самата кога презрее леќа испушта своји мали честички, да кажам, надвор од својата обвивка, кога презрее и тие предизвикуваат очен притисок и затоа тоа се презрели катаракти, причинители на глауком, тој се вика факолитичен глауком и тежок е за решавање, затоа што е еден затворен круг е во прашање. Леќата го предизвикала притисокот не може да се спушти, за да се оперира леќата која е причинител, треба притисок понизок, притисокот не може и е доста тешко. Во тој момент се дава една инфузија која и таа брзо го спушта притисокот, но таа не може човекот да живее под тие инфузии секој ден. Така да. И ние кога ќе во моментот во тој час време падне тој притисок, мора да ја завршиме таа работа. Така да самиот очен притисок може да биде предизвикан од катарактата. Посебно луѓето кои имаат глауком со затворен агол, значи така наречен, кај него аголот кај што истакува водичката е тесен и тогаш кога извадиме поголемата леќа природна однатре и ставиме помала вештачка, самиот агол знае малце да се отвори и да самото таа операција на катаракта го реши и притисокот. Така да човек кој има очен притисок не треба да ја чува катарактата Така тука, мора треба да ја реши. Така. А оние кои што немаат катаракта, имаат очен притисокот што е предизвикан? Кај очниот Обично нели кога ќе дојдеме кај Да. вас на преглед, ни мерите и очен притисок и види. Основно е да се види диоптрија, очен притисок, тоа е суштината првична на прегледот, да кажам општо. Кога се утврди глауком, веднаш се бараат причините, но тешкото кај глаукомот е нема се уште откриено причина, сем наследноста. И на тој што го има, му кажуваме неговите, да кажам, деца или Така, за да се блиски внимаваат. да се проверат. Има апарат кој тоа го проверава, Така. периметар се вика, за да може да тие не да ги превенираме. Така. Така да самиот очен притисок е најважно од се првично да се мери кога се оди, но ако има наследност кај фамилијата, тогаш веднаш треба да се превземат покрупните испитувања, тоа е видно поле, дламинско снимање, кое може да се открие и кога имаве фини промени од тој очен притисок, затоа што нормален очен притисок е 18 мм, Добро. 18,6 мм живин столб, но може и тој притисок, дури притисок понизок од него, да на пациентот му прави оштетување позади. Исто е како и кај крвниот. Луѓе Така, има да. кои Значи, и притисок со влијае на 120 со крвните 100 садови на окото. им е малку, им е многу. И обично кога има висок очен притисок, дали се црвенуваат очите, бидејќи нели делува на крвните садови? Да. Кои се симптомите, сакам Па исто да замаглен прашам? вид, ако е голем очен притисок, Добро. веќе и болки, и Значи, полека болат пациентот очите? го губи видот. Првично причината е нејасна. Така. Потоа кога се утврди тој очен притисок, се почнува со терапија со капки. Се додека овие капки можат да делуваат, да се контролира тој притисок, се оди на таа терапија, бидејќи тоа е најбезбодна, најбезбедна, неинвазивна терапија. Кога таму кај што застануваат капките, може да се оди со ласер. Го имаме ние, тој ласер се вика СЛТ ласер. Така. Се отвара еден отвор, значи во Промедика го има СЛТ ласерот, единствено еден има во Македонија. И може би ете уште еден, се отвара отвор ласерски во окото, во аголот, и самата водичка почнува да истекува. Но самиот организам, тој мал отвор, тежно е да го зарасти. И потоа повторно, да.
повторно може да се повторува тоа, доколку се види дека тука нема корист, бидејќи сепак ласерот е подобар од капките. Капките се дискутабилни, многу пати се ставаат, но ни вие не знаете во кој период на денот ви се покачува притисокот. Така ви ставаат сабајле и вечер. Може би тој И преку за ден, ручек, да, може да. би и навечер се покачува. Така да ласерското отворање на тој отвор е подобро, бидејќи низ тој отвор водата ќе истекува тогаш кога и треба да истекува. Кога има поголем притисок, нема да има. Така да подобро е да се оди на ласер и веќе третата варијанта е оперативно, што би рекол ја она со нож решавање, се прави отвор на страната една на окото малечок, од кој веќе таа вода истекува, но сепак колку и да е тоа атрактивно, тоа е последна фаза. Варијанта, да. Најдобра варијанта е ласерот и капките, сепак. Така. Значи, во секој случај, сите оние кои што не следат, ако имаат проблем со очите, да не чекаат нели замаглувањето на видот да се зголемува, бидејќи нели така побрзо и поефикасно ќе биде решавањето на катарактата, а исто така и очниот притисок, ако го имате, може пак да биде причинител катарактата за покачување на очниот притисок, така да во навреме да посетите очен лекар или очен хирург, еве во случајов нашиот гостин доктор Наум, ако сакате да се консултирате, кажав, или утре веќе за оние кои што се јавија сега веќе можеме да ги очекуваме веднаш после емисија да се јават, меѓутоа за оние кои што не следат, а сакаат да стапат во контакт и утре што ќе се репризира емисијата наплатне, може да се јават кај нашата секретарка, ќе го добијат бројот од доктор Наум и нормално ќе може да искомуницираат со него. Доктор Наум, јас ти благодарам за денес, секогаш ова е нешто што вие го работите секојдневно и затоа говориме на оваа тема, бидејќи тоа е ваша специјалност, како што кажавте, а нормално сте тука и за сите проблеми со очите со кои што се соочуваат нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам многу успех. Благодарам и на вас. Се гледаме за за новата уште појубилејна емисија. Така, да. Почитувани гледачи, ви благодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижите се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.